Секој граѓанин има право на збор и право на реплика, а вашите координации не можат да го суспендираат право, бидејќи е парламентарно право. Благодарам, почитан председател. Ќе започнам со едно нешто во кое што сите сме. Në të cilin të gjithë pajtohemi, tërësia e këtij buxheti është në zbatimin e pakos të katërt të masave e vlefshme 470.000 euro. Одржливост на домашните економски дејности и на работните места, закрепнување на одредени дејности, стабилност на социјалните трансфери и поттик на јавната потрошувачка. Така е декларирано во документите кои што ги имавме добиено од страна на владата. Ќе да продолжам дека уште со појавата на COVID-19 во Македонија, освен застрената стратегија за справување со вирусот во услови на вонредна состојба, тогашната техничка влада донесе и безуспешно се обиде да спроведе 3 пакет мерки кои требаше да представуваат соодветен одговор на економските штети и предизвикани од коронавирусот. Мерки за наводен спас на работните места, за кои последните податоци од 40.000 лица кои го имаат изгубено работното место, доволно говорат за нивната сериозност, несериозност или основа на издржаност, сеедно. Мислам на мерките. А наводно беа сеопфатни и водени на принципот никој да не биде изоставен. Тие мерки така димензионирани и донесени со големо задоснување, ниту ги запреа првите удари кои покрај предупредувањата од заканата дека ќе бидат катастрофални, не ги исполнија ветените ефекти за наводен спас на 100.000 работни места со наводно обезбедена помош за десетици илјади компании кои оваа помош ќе треба да ја вратат на државата доколку покажат позитивни финансиски резултати во своето работење, што е апсурд само по себе. И суштината на сечие работење е пред се финансиски позитивно работење, односно остварување добивка која компаниите свесно и со умешност на своите сметководители во завршните сметки ќе се обидат да ја покажат како негатива и на тој начин да ја одбегнат обврската од враќање. Значи не станува збор за никаква помош, туку за обична условена државна позајмица. Доколку ја имаме во предвид денешната состојба, во како пример ги наведувам, иако тоа се однесува на целата економија, секторите туризам, угостителство и транспорт, тогаш заклучокот е целосно потврдување на мерките и промашување на планираните политики. Но затоа 26,8 милиони евра, кои како еклатантен предизборен институционален подкуп завршија кај граѓаните, добија платежни картички, кои добија платежни картички за така наречената мерка со која наводно се поддржа домашното производство и наводно се зајакна куповната моќ на граѓаните. Тоа се однесува и на ваучерите за летен годишен одмор со потрошени 12 милиони евра. Многу битна е вредноста на првите 3 пакети економски мерки кои изнесуваше 550 милиони евра. Испланирани 550 милиони евра, а исплатени едва и 194 милиони евра или 35% или според владата 55,54%. Првите 3 сета мерки ниту ги запреа сериозните удари од пандемијата како здравствено општествена криза, ниту ги спречија социјално-економските последици. Примерот со неуспешната стратегија за спречување на колапсот на здравствениот систем, зашто со драматични цифри од повеќе од 1000 ново заразени на дневна основа и исто толку починати од појавата на пандемијата, како и на сериозното потврдување во економијата и непостоечката социјална сигурност, воопшто не ни дава гаранција за успешност на воспроведувањето и ефикасноста и на четвртиот предложен пакет економски мерки. Овој четврти пакет, така поставен, ниту дава надеж дека ќе обезбеди одржливост на домашните економски дејности и на работните места,
ниту пак дека ќе закратнат одредени дејности, ниту ќе се обезбеди стабилност на социјалните трансфери и ниту ќе се обезбеди политики кои ќе помогнат во спроведувањето на брза излезна стратегија кога кризата ќе заврши, кога и тоа да се случи. Затоа нашето сомневање е дека навистина поддршката за граѓаните и стопанството воопшто ќе се оствари на вистинскиот начин, особено не дека никој нема да биде изоставен како што се вери. Особено не во поддршката за исплатата на плати во последниот квартал од годинава. Ниту пак со платежите картички за граѓаните за поголема потрошувачка и развој на домашната економска дејност, која повторно се очекува институционално да биде злоупотребена, наместо да ги добијат своите заслужени и со закон гарантирани лични примања на филмските и на културните работници им се нуда платежни картички. Праксата со земање на кредити од надворешни извори продолжува со новото задолжување од 100 милиони евра кај Европската инвестициона банка или оние нови најавени 46 милиони евра заем за модернизирање на земјоделството. Затоа и не сме и не можеме да бидеме убедени отворено искажувајќи го нашето сомневање дека четвртиот пакет мерки навистина ќе биде реализиран во целост преку предвидените мерки, ќе набрам само неколку, за намалување или укинување на парафискалните давачки, односно на доместоци, такси, дозволи, лиценци, плаќања за извојување средства по разни основи, што представува можност за селективност во примената и нивна злоупотреба. Грантови за ресторани за свадби, па самите тие ви реагираат дека не се задоволни од предложената мерка. Продолжување на лиценците за работа на дискотеките, ноќните клубови, кога јавност имаше можност и досега да ја види селективноста на институциите и толерирањето на одредени клубови блиски до власта, со образложение дека работат затоа што има залихи на прехранбени производи во своите магазини. Или ослободување од ДДВ за донации од јавен карактер. Па тоа се подразбира. Или за намалување на стапката на ДДВ за ресторански услуги и служење на храна и пијалаци во услови кога им се скратува работното време и нивното известно затварање со развод на пандемијата. Или признавање на трошокот за приватно здравствено осигурување како признаен расход, како и признавање на расходите за тестирање од COVID-19 и исто така како признаен расход. Наместо државата да го обезбеди, да ги покрие трошоците за тестирање на сите граѓани, примерот со Словачка од последниот викенд, и да ги покрие здравствените трошоци за лечење на заболените во приватното здравство, тие се сведуваат, односно се концентрираат за признавање на овие трошоци како расход. Или овој бисер, поддршка за развој на човечкиот капитал, во пакет во кој што е предвидено ослободување од данок на добивки, данок на личен доход за трошоци на вработени кои се однесуваат на доквалификација и на тимбилдинг во услови кога над 70% од хотелските капацитети се затворени и добар дел од рестораните, односно и на оние што работат име скратено работното време. За каков тимбилдинг станува збор? Да одат луѓето во ризик да се дружат за да договарат делни политики? Поддршката на откуп на грозје од реколтата 2020 година, за која се предвидели 6 милиони и 700 илјади евра, се предпоставуваше дека ќе се поддржат производителите на винско грозје кои го предале своето грозје кај регистрираните винарски визби, како и винарските визби со транспортните трошоци при извоз. Ама тоа се однесува на 90 милиони килограми по 4 денари, а се ветуваат 4+4. Каде се другите 4? И пак патен ќе кажам дека вкупното производство во државата на винското грозје изнесува 150.000 тони. Каде е разликата на која што предупредувавме дека нема да биде откупена од страна на овластените и лиценцирани откупувачи. И на крајот во овој пакет мерки ќе се спроведе и викендот без ДДВ.
Сведоци сме на кој начин и како се спроведе тој. Вредноста на четвртиот пакет економски мерки изнесува 470 милиони евра и заедно со вкупната вредност на преходните 3 пакети од 550 милиони евра, тоа значи 1 милиарда и 20 милиони евра или исто толку ветувања, од кои повеќе од половината ќе се испостави дека биле во суштина лажни. И како што беше кажано, креирањето на мерките од овој пакет како основа на ребалансот било направено максимално транспарентно и во целосно инклузивен процес во кој учествувале стопанските комори, синдикалните организации и организации на работодавачи, сите освен пратениците во Собранието на Република Македонија, особено не пратениците од опозицијата, вкупно 58. Патем, за новиот пакет на мерки има критики и незадоволство и од оние за кои наводно е намерет, од Комората на занаетчи, од Сдруженијето на угостители и така натаму. Оштетени се и пензионерите, затоа што не се зголемуваат пензиите согласно закон за поравнување и наместо 9000 денари од преходно сега ќе им се кратат и ќе им се исплатат само 6000 денари. Како опозиција поднесовме 188 амандмани, од кои се прифатија едва 8 или 9. Амандманите ги поднесовме со две цели: да ги стимулираме капиталните инвестиции, да го спречиме загадувањето, бидејќи со ПМ частичките се трансплантира вирусот COVID-19. Каква е таа транспарентност и инклузивност е очигледна, односно собраниската состојба е само слика на односот на власта кон опозицијата. Главниот аргумент зошто се одбиени скоро сите поднесени амандмани е дека ребалансот е составен за четвртиот сет мерки, дека буџетот е екстензивен и дека е фокусиран на справувањето со COVID пандемијата. Истовремено, усвоени се и амандмани за уредување на речните корита, водоводи во вкупен износ над 6 милиони евра. Наскоро, кога ќе го добиеме буџетскиот циркулар за 2021 година, ние повторно ќе ги поднесеме амандманите кои ни беа одбиени. Меѓутоа, напоменувам, ребалансот потребно е да креира раст на економијата и добра подлога да представува за 2021 година, додека од владата се најавуваат нови 5 и 6 пакет на мерки. Стекнувам впечаток дека и тие не веруваат во вистинитоста и реалноста на ребалансот. Потврда дека владата е без компас, без ориентирана во креирање на политиките кои се веќе од животно значење за сите граѓани во Република Македонија. Она што особено загрижува е фактот дека сите 4 сета мерки се креирани за да се зголеми приходната страна во буџетот, а таа е намалена за 12%, што значи дека не е постигната целта. Буџетот е неразвоен и нема да даде одговор на предизвиците кои ги носи COVID пандемијата. Општиот заклучок е дека економското справување на оваа власт е полошо и од тоа како се справува во здравствената криза. Ќе повторам дека процентот на искористеност на првите 3 сета мерки е 35%, а тоа значи дека и овој четврти сет на мерки ќе биде ново комплетно промашување, бидејќи за почеток на примената првата мерка, викенд без ДДВ, е целосно промашена за цели 17 пати. Подеднакво на ветувањето дека парите од викенд без ДДВ ќе се вратат за 15 дена, што не се оствари. Конечно, не се застапени основните препораки на Меѓународниот монетарен фонд дека од економската криза може да се излечеме со вложување во капиталните проекти за кои средствата се драстично скратени, додека се зголемени ставките за набавка на мебел и за привремено вработување и така натаму. Да бидем прецизен, ММФ препорачува да се вложува во капитални инвестиции, а не само опозицијата, не само ВМРО ДПМН и партиите во коалицијата Обнова на Македонија, не Социјалистичката партија, ГРОМ, Демократската партија на Србите во Македонија и сите останати партии во опозицијата, и Алијанса, и Алтернатива, и Левица. Со овој ребаланс
и буџет од 4 милиарди 122 милиони евра, според Мастришкиот стандард веќе сме високо задолжена земја со историско задолжување од 60,7% од вкупниот бруто домашен производ. Буџетскиот минус, односно негатива, изнесува 8,5%. Дефицитот изнесува 920 милиони евра, сега се и повеќе. За една година задолжени сме за над 1,1 милиарда евра. Најновите податоци од Државниот завод за статистика е дека според главните индустријски групи, производството во септември 2020 година во однос на септември 2019 бележи опаѓање кај енергијата за 12%, кај трајните производи за широка потрошувачка за 26,2% и нетрајните производи за широка потрошувачка за 11,1%. Исто така, индустријското производство од периодот јануари-септември 2020 година во однос на периодот јануари-септември 2019 година бележи пат од огромни 12,1%. Затоа не може да се оспори правото на опозицијата да поднесува амандмани. Ќе набрам само неколку кои што јас ги поднесов. Од интервентниот фонд во делот на земјоделството, од нашето барање за организиран државен откуп на неоткупеното финско гроздје, заради тоа што е тоа факт, од средствата за обештетување на јаболкопроизводителите од штетите од 2019 година, кои што се уште не се исплатени, и обезбедување на дополнителни средства за оризопроизводителите, заради тоа што жетвата е скоро завршена, нема откуп, нема дефинирана откупна цена, нема ништо. За нивна заштита паравме ова да се прифати. Но владата одлучи поинаку. Или да се говори за здравствената состојба, за разлика од овие амандмани. 15-то место во светски рамки, односно како држава сме први во регионот. Почитувани колеги, затоа и за мене, и за сите пратеници во опозицијата, овој предложен ребаланс на буџетот за 2020 година е неприфатлив. 4 милиарди 112 милиони евра не даваат надеж дека навистина можеме да се справиме со последиците на економски план како од COVID-19 пандемијата, ниту пак, или ако е тоа воопшто можно, со многу тешки маки, посакувам навистина, како човек пред се, како хуман човек, да ги немаме овие проблеми во здравството и за што поскоро време да излеземе на крај со ова зло кое што не зафати. Меѓутоа, ова вака како што е предложено, нам не ни дава надеж дека навистина ќе биде и реализирано. Искуството од трите претходни мерки за тоа ни дава и право така да мислиме, и така да се однесуваме, и така да се конфронтираме меѓу себе, без оглед колку вие тоа го прифаќате или не го прифаќате. Јас лично нема да дам поддршка на овој ребаланс. Благодарам.